Почитувани граѓани, секој збор е мал кога се соочуваме со загуба каква што ја доживеа Кочани, роднините и семејствата на настраданите. Секој обид за утеха е тивок пред тагата на семејствата што изгубија се. Но како луѓе, како општество, имаме обврска да покажеме дека сме тука за нив кога им е најтешко. Предлог законот за поддршка на семејствата на настраданите во трагедијата во Кочани што го поднесовме е чин на солидарност, човечност и грижа. Законот содржи вистински решенија за помош и поддршка, не за политички поени. Искрена е намерата да помогнеме на оние кои останаа без најблиските, на оние кои се повредени, на оние кои денес се борат и со физичка и со душевна болка. Законот предвидува директна финансиска поддршка за семејствата на настраданите, помош за повредените, вклучително и оние со долгорочни последици, поволности за децата кои поради лекување се отсутни од настава, мерки за здравствена, социјална и заштита во делот на работните односи. Овој закон ги опфаќа и семејствата од претходните тешки трагедии – Тетово, Ласкарци, Беса Транс, а со цел институционално да се постави фер, човечки однос на грижа за жртвите и нивните семејства. Нема закон што ќе ја избрише тагата, но со израз на солидарноста и грижата мора да покажеме дека државата не ги игнорира, туку знае да застане за своите граѓани кога им е најтешко. Дека институциите знаат да бидат со своите граѓани, не со зборови, туку со дела. Почитувани, за трагедијата во Кочани мора да има правда, одговорност, но и институционална државна поддршка на сите на кои што им е потребна и неопходна. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веруваме дека кога станува збор за солидарноста и за човечката грижа, не смее да има партиски разлики, ниту политички поделби. Затоа, уште еднаш ги повикуваме пратениците од владеачката партија да го преиспитаат својот став, да се издигнат над политиката и да дадат поддршка за ова законско решение. Да ја потврдиме најважната вредност, дека сме луѓе и дека можеме заедно да направиме нешто кога е најтешко. Подготвени сме да прифатиме и предлози за модификација на законското решение од владеачкото мнозинство. Нека биде и заеднички предлог. Да покажеме дека знаеме да бидеме на иста страна на солидарноста. Повикуваме на разум, на човечност и на единство. За Кочани, за родителите на семејствата на настраданите, за секоја мајка, за секој родител, за секој човечки живот. Благодарам.